Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Бројот на смртни случаи од COVID-19 намален за 56% во изминатата недела. За време на COVID пандемијата, 1150 лица во Тетовско останале без работа. Јавното обвинителство издало наредба за истрага за трговец со луѓе кој подведувал девојки на проституција. Бројот на смртни случаи од COVID-19 намален за 56% во изминатата недела, а регистриран е и благ раст на новозаболени од COVID-19. Во периодот од 14 до 20 март пријавени се 15 смртни случаи од COVID-19 во 9 градови во земјава, односно за 55,9% помалку во однос на претходната недела, кога починаа 34 лица, стои во новиот извештај на Институтот за јавно здравје. Најголем дел од нив се од Скопје, односно 4 лица, а во однос на возраста регистрирани се 13 починати од возрастната група над 60 години и по еден починат од возрастната група од 40 до 49 и од 50 до 59 години. Истовремено регистрирани се 1834 нови случаи на COVID-19 во 32 градови, односно забележано е зголемување од 0,9% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност пак се движи од 6,6% до 14,2% или во просек 11,4%. Регистрирани се заболени лица во сите возрастни групи. Најзастапена е возрастната група на лица на возраст над 60 години. Најмал број е регистриран кај возрастната група од 0 до 9 години, додаваат од Институтот за јавно здравје. Јас посакувам да се ослободиме од маските и вие да не носите сега, меѓутоа реалната состојба не го вели тоа. Секој ден имаме од 250 до 300 ново инфицирани, што значи дека се уште не сме на нивото кое што го посакуваме. Новоинфицираните ни се показател дека се уште вирусот кружи меѓу нашите луѓе, но не значи дека е веќе товар за системот. Што сметаме според податоците дека сме во зелена зона, меѓутоа не сме се уште за ослободување. Во однос на претходната недела регистрирано е зголемување на бројот на заболени кај возрастните групи од 0 до 49 години, со најзабележително зголемување од 19,5% во возрастната група од 40 до 49 години и 14,5% во возрастната група од 20 до 29 години. Кај возрастните групи над 50 години се забележува намалување во споредба со минатата недела, односно 12,3% помалку кај лицата на возраст од 50 до 59 години и 10,7% кај лицата над 60 години. Во текот на минатата недела со статус оздравени се стекнали 1772 лица во хоспитализирани услови или на домашно лекување, или 26,2% помалку во споредба со минатата недела. Изминатата недела вкупно биле пријавени 309 реинфекции со зголемување од 15,7% во однос на претходната недела. За време на COVID пандемијата, 1150 лица во Тетовско останале без работа. Вкупната бројка на невработени во овој регион според последните податоци на Центарот за вработување изнесува 18.048. Вкупно 1150 лица од Тетово и Тетовско го загубиле своето работно место од почетокот на пандемијата, покажуваат последните податоци на Центарот за вработување во Тетово. Овие граѓани се одјавени од задолжително социјално осигурување и останале невработени, заклучно до 31 јануари 2022 година. Од 11.3.2020 година, заклучено со 31.1.2022 година, значи, по однос на прилив, значи, имаме негде 1150 лица што беа отпуштени од работа. Претежно беа одјавени од фирмите што имале спогодбен работен однос, определен работен однос и најпогодени беа
преработвачката индустрија, дејноста трговија на големо и мало и дејностите објекти за сместување и сервисни дејности за храна. Значи, тие беа најтангирани во тоа време за кризата со COVID вирусот што беше. Во Центарот за вработување, според последните податоци, до крајот на месец јануари се регистрирани вкупно 18.048 невработени лица, од кои 15.603 се активни баратели на работа. Најголем дел, односно 78,7% од нив, чекаат на вработување една или повеќе години. 20% од невработените во Тетово се на возраст до 29 години, 44% од 30 до 49 и 35% се на возраст над 50 години. Најголем процент од пријавените се со основно или средно образование, а има и 90 магистри на наука. Министерот за земјоделство Љупчо Николовски во Белград оствари средба со потпредседателот на српската влада и министер за земјоделство Бранислав Недимовиќ. На состанокот било договорено во следните 7 до 10 дена Србија да ја тргне забраната за извоз на пченица, пченка, брашно и масло за јадење за Македонија. Денеска во Белград се сретнавме со потпредседателот на владата на Република Србија, господин Бранислав Недимовиќ, при што на состанокот, а во рамки на инструментите кои што ги нуди Отворен Балкан, договоривме да во следните 7 до 10 дена забраната за извоз од Република Србија кон Република Северна Македонија на производите пченица, пченка, брашно, масло за јадење, да биде оваа забрана тргната во следните 7 до 10 дена и да почне испораката за количините кои што се договорени помеѓу економските партнери помеѓу двете земји. Тоа значи дека сите договори кои што се на нашите економски партнери од сите стопански комори ќе бидат реализирани, забраната ќе биде тргната, а за договорените количини секако дека ќе биде испратено и писмо од председателот на македонската влада до премиерката на Република Србија. Тоа ќе се случи уште денес, се со цел да биде оттргната оваа забрана во следните 7 дена, како што и беше договорено на денешниот состанок. Тоа значи дека Република Северна Македонија ќе има доволно количини на овие стратешки култури се до следната жетва и дека граѓаните треба да бидат смирени. Работиме максимално и на наоѓање на алтернативни пазари на македонските производи, но максимално сме мобилизирани и да ја обезбедиме доволни количини на пченица, на пченка, на брашно, на масло за јадење за потребите на секој едно домаќинство во Република Северна Македонија. Извршена презентација на дигитална водна книга која ќе биде база на податоци за управување со водите и на методологијата за мониторинг на водните тела на Министерството за животна средина и просторно планирање. Ресорниот министер потенцираше дека со оваа книга им се овозможува на граѓаните поголема видливост за состојбата на водните ресурси. Министерството долго време работи на оваа цел, особено преку истражување, градење на капацитети, собирање на податоци, поставување на регистар за подземни води, заштита на извориштата за водно снабдување, преку утврдување на санитарни заштитни зони и други. Со сите овие проекти од делот на водите, развививме здрава база на знаење за ефикасно и одржливо одлучување во областа на подземните води. Во знакот на овој ден, на крај, сакам да подсетам и дека Министерство неодамна сподели и предлог измена на Закон за водите, со кој целиме кон поголема заштита на водите ресурси и поголема транспарентност во нивното управување и ве поканувам, бидејќи трае процесот на јавна консултација, да го погледите предлог и да се вклучите со ваш придонес. Јавното обвинителство издало наредба за истрага за трговец со луѓе кој подведувал девојки на проституција.
Во текот на вчерашниот ден надлежен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, постапувајќи по кривичната пријава поднесена од Националната единица за сузбивање на криомчарење мигранти и трговија со луѓе, донесе наредба за спроведување на истражна постапка против едно лице од Гостиварско за сторено кривично дело трговија со луѓе, предвидено и казниво по член 418а став 1 од Кривичниот законник. Според пријавата, осомничениот во периодот од средината на март 2021 па се до 20 март 2022 година во Гостивар, во угостителски објект со кој управувал со употреба на сила и закана, како и со злоупотреба на својата положба, подолг временски период подведувал на вршење проституција повеќе женски лица, наши и државјанки на Русија, Украина и Србија, за одреден паричен надоместок. Жртвите биле и трудово експлоатирани, со што осомничениот се стекнал со противправна материјална корист. Експлоатацијата по пат на проституција се вршела во самиот угостителски објект на подрачјето на Гостивар, како и на други локации и објекти во Гостивар и Тетово. При извршените претреси од страна на Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал на угостителскиот објект и претрес во деловни простории што ги користи угостителскиот објект, затекнати се осумничениот, 3 странски државјанки од Србија и една македонска државјанка, како и 6 лица гости во објектот, информираат од обвинителството. Осумничениот е лишен од слобода и на предлог на јавниот обвинител, според кој се исполнети условите за определување на мерка притвор. Од судија на претходна постапка му е одреден притвор во траење од 30 дена. Повеќе физички напади регистрирани во изминатото деноночие од страна на секторот за внатрешни работи Тетово. Слушнете ги деталите. Вчера околу 17 часот и 15 минути во СВР Тетово повикани се 33 и 46 годишникот Тетово, кои во 10 часот и 45 минути биле пријавени од 45 годишна тетовка за загрозување на нејзината сигурност и агресивно однесување. Се расчистува и документира случајот. 38 годишникот Тетовска палатица пак вчера во 16 часот и 30 минути пријавил дека околу 11 часот и 30 минути неговите 2 малолетни ќерки физички биле нападнати од 2 женски лица. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и против инволвираните ќе следуваат соодветни поднесоци. Полициски службеници вчера во 5 часот и 25 минути привеле 34 годишникот Тетовско Раутинце, кој претходно бил пријавен од 36 годишничка од Тетовско Теново, дека физички ја нападнал. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот и ќе следува поднесок. 55 годишен гостиварец вчера во 16 часот во СВР Тетово пријавил дека на улица 101 во Гостивар физички бил нападнат од 19 годишен гостиварец, а поради недоразбирање во сообраќајот. Случајот целосно е расчистен и против него ќе следува поднесок. 28 годишна тетовка вчера во 16 часот и 30 минути пријавила дека околу 13 часот во угостителски објект на улица Димо Гавровски Кара во Тетово физички била нападната од 39 годишен тетовец. Се расчистува и документира и овој случај ќе следува поднесок. Ноќеска пак во 1 часот и 40 минути пријавено е дека на кружниот тек на улиците Маршал Тито и Благоја Тоска во Тетово патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки управувано од 35 годишник од Република Турција излетало од коловоз. Во несреќата возачот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во Тетовската клиничка болница, каде што бил пренесен за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од СВР Тетово. Вчера во 11 часот и 30 минути пријавено е дека 35 годишник од Република Турција се здобил со повреди додека извршувал работни задачи во фабрика на улица Линденска во Гостивар, сопственост на 40 годишен турски државјанин. Тој бил пренесен во Гостиварската општа болница Ферит Мурат за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од одделението за внатрешни работи Гостивар. Вчера пак во 10 часот во СВР Тетово пријавено е дека во периодот од 20 до 21 март настанал пожар во овошарник во атарот на Тетовско Ратае, сопственост на 63 годишникот Тетово. Повредени лица нема, а увид извршила екипа од СВР Тетово.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!